Добар ден, ученици, оде училницата. Денес ќе имаме предмет македонски јазик за второ оделение. Наставна содржина медиумска култура, десет печат. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес. За денешниот час имаме нешто интересно, односно што знаеме за детскиот печат од темата медиумска култура. Во наставата и слободното време користиме детски печат, а тоа се списанието за деца. Оваа година вие другарувате со списанието Другарче, кое е наменето точно за ваша возраст. За да се направи списанието, потребен е цел професионален тим, предводен од одговорен уредник и ликовно-графички уредник, лектор, писатели, илустратори и едукатори. Сите овие лица се потребни за да се направи едно списание Другарче и тоа е макотрпна работа. Со секој број на списанието Другарче добивате и работен прилог забавно Другарче кој е поврзан со наставата. Знаете дека сите на слободното време секогаш го користиме овој забавен работен прилог и на часовите и на слободното време. Овој час е подготвен во соработка со редакцијата на списанието за деца Другарче. Еве како изгледал првиот број на списанието Другарче, а како изгледа списанието Другарче што го читате денес. Погледнете го како изгледал првиот број на списанието Другарче. И забележете ја разликата со денешното списание Другарче. Гледате колку е разнобојно, богато со многу забавни и едукативни содржини. И првиот број на списанието Другарче бил многу корисен, многу го користеле другарчињата, но денес со модерната технологија имаме и современи писанија како што е овој вид на Другарче. Што очекувам денес од вас на овој час? Да ги покажете вашите знаења за детскиот печат преку квиз прашање. Добро да размислите кој одговор ќе го одберете како точен. Да покажеме што знаеме преку квиз прашања. Еве го квизот и започнуваме. Списанието кое оваа учебна година го добивам во училиште се вика, се однесува за вас ученици, под А Повартарец, под Б Другарче, под В Развигор. Како се вика списанието што го добивате оваа година? Точно, Другарче. Кој го користи списанието? Под А дедо, под Б мама, под В работниците, под Г учениците. Кој го користи списанието Другарче? Се разбира, учениците. Кое списание не е за деца? Под А Росица, под Б Нова Македонија, под В Развигор, под Г Другарче. Што мислите, кое списание не е за деца, а го читаат возрастните? Така е, точниот одговор е Нова Македонија. Списанието го издава под А училиштето, под Б татко ми, под В редакција Детска радост при издавачката куќа Просветно дело. Се разбира, под В редакција Детска радост при издавачката куќа Просветно дело. Што е тираж на списанието? Сме разговарале и сега треба да знаете. Под А број на испечатени списанија, под Б број на тркачи, под В број во дневник. Што мислите? Точно, точниот одговор е под А број на испечатени списанија. Значи тиражот
е бројот што ќе го испечати редакцијата на списанието. За да се направи списание, потребен е уредник. Па сега, дали сте забележале кога го читате другарчето, кој е уредник на списанието? Под А, Денис Тесторидес, под Б, Милица Стаменкова, под В, Марија Столшич. Ќе ве оставам да размислите. Списанието го подготвува и уредува под А, Денис Тесторидес. Во списанието има разнобидни. Под А, вести, под Б, постови, под В, рубрики. Што мислите, ученици? Така, точниот одговор е под В, рубрики. Што не припаѓа во списанието? Под А, забавен дел, под Б, забавна математика, под В, награден конкурс, под Г, продавница за мебел. Така е. Еве и под Д истражуваме за интересни факти, значи уште една рубрика. Точно така, под Г, продавница за мебел. Кој автор се сретнува во списанието? Под А, Ксенија Маказлиева Трајчева. Под Б, училиштето. Под В, Миле Марковски. Така, Ксенија Маказлиева Трајчева. Содржините во списанието се поврзани со мојата. Под А, настава. Под Б, забава. Под В, игра. Што мислите? Така е, под А, настава. Со редовно читање на детскиот печат. Под А, губам време. Под Б, го збогатувам својот речник. Под В, станувам посилен. Што мислите? Го збогатувам својот речник, точно така. Содржините се, да видиме, под А, еквивалентни, под Б, несоодветни, под В, поучни. Што мислите? Така е, под В, поучни. Секој текст во списанието има под А, понуда, под Б, победа, под В, порака. Што мислите? Кога ги обработуваме и текстовите на час од читанката, секогаш извлекуваме точно така, порака. Точниот одговор е порака. Кој е авторот на овој текст? Добро, разгледајте, ќе ве оставам да размислите, да погледнете. Под А, Ксенија Маказлиева Трајчева, под Б, училиштето, под В, Горијан Петревски. Ако го погледнавте текстот, ќе видите и кој е авторот, точно така, Горијан Петревски. Кој е овој дел од списанието? Сите најпрво тука погледнувате кога го отварате списанието. Значи, испраќате цртежи, испраќате песни и гледате дали вашите се објавени во списанието. Под А, зоолошка градина, под Б, цртам и пишувам и под В, играм и пеам. Кој е овој дел од списанието? Така, цртам и пишувам. Погоди ја гатанката. Тело и зборови има, а уста и глава нема. Што мислите, ученици? Книга, точно така. Значи, книгата како најдобар пријател на човекот, а исто и вие треба да другарувате постојано со неа. Освен книгата, треба да другарувате и со списанијата, посебно годинава со списанието Другарче, кое има богати содржини во сите рубрики. Честитки за сите!
Навистина покажавте солидни знаења. Браво за сите. А за домашна задача, ќе имате да ги наброите сите учесници кои учествуваат за да се направи едно списание и кој е одговорен за списанието, се разбира другарче. Да се препише една песна од вашето омилено списание другарче, а може да ја научите и на памет. Драги ученици, се надевам дека ви беше интересен квизот и на овој начин успешно ги покажавте вашите знаења за детскиот печат. Ве поздравува наставничката Светлана Вовевска. Довидување до следното видување.